Пендаровски размислува во насока на можно одложување на изборите закажани за 12 април поради ситуацијата со коронавирусот. Шефот на државата при денешното обраќање токму за состојбата со болеста неколку пати повтори дека ова е негов личен став, а не сугестија до надлежните кои треба да проценат дали би било добро или не изборите да се одржат во закажаниот термин за 1 месец од сега. Не сум надлежен за тоа прашање. Ако ме прашувате мене, јас би размислувал сериозно за таа опција. Јас би размислувал сериозно за таа опција. Не велам донесете таа одлука денес, ваква или онаква. Велам, прво, вие сте надлежни да ја донесете таа одлука и второ, размислувајте пред се и не се сомнам дека ќе биде така, за здравјето на граѓаните. И ако се одложат изборите за месец или два, нагаѓам, тоа нема да биде пропаст на светот. Ова прашање за кое вчера разговараа партиските лидери ќе биде тема и на седницата на Советот за безбедност која претседателот ја закажа за понеделник. На неа покрај членовите ќе учествуваат и министерот за здравство и началникот на генералштабот. Ќе се разгледуваат сите опции и оние за во најлошо сценарио. Постои можност да се прогласи, споменав, кризна состојба на цела територија заради вирусот, бидејќи тоа е закана за националната безбедност, неспорно. И според законот за управување со кризи, во ваков случај може да се прогласи. Третата варијанта е, за која морам да кажам сме многу далеко да донесеме таква одлука, е воведување на вонредна состојба, според членот 125 од Уставот, член кој никогаш не е активиран, затоа што имало проценка дека тоа не е неопходно, и кој, ако затреба, точно ги покрива овие состојби. Шефот на државата апелираше за веродостојно информирање за ситуацијата со вирусот. Според него досега биле детектирани неколку организирани обиди за ширење лажни вести и дезинформации. Иако наредната недела Шпанија ќе ја финишира внатрешната процедура за ратификација на НАТО членството на Македонија, поради глобалното ширење на коронавирусот, откажано е патувањето за Вашингтон на 23 март, кога државна делегација требаше да го депонира ратификацијскиот инструмент, со што земјава и официјално останува 30-та членка на НАТО алијансата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.